Ова е прва епизода од Newbiz подкастот. Зошто Newbiz? Затоа што зборуваме за новите технологии и нивниот импакт врз бизнисот. Ова е сцената за крипто, за блокчейн, за Web 3.0, за роботика, за вештачка интелигенција, за финанси, инвестиции и ESG. И ова е копродукција на Pari.com.mk и WebMind.mk. Првата епизода е инспирирана од лајвовите на TikTok на кои што се продаваат фейк брендирани производи. Исто така и од прашањето кој е собственикот или кој е имателот на авторските права на оние дела кои што се создадени со вештачка интелигенција. И конечно, како се заштитени интелектуалните права на сите оние кои што твореле, создавале, истражувале, а чии што дела се искористени за тренирање или хранење на големите модели на генеративна вештачка интелигенција. И кој подобро да зборува на оваа тема од доктор Ана Пепелјуговска, експерт во доменот на заштита на правата од интелектуална собственост, дел од адвокатското друштво Пепелјуговски, биро за заштита на интелектуална собственост, кое што 25 години наназад ги штити правата на големи компании како што се Google, Microsoft, Mercedes, Тиквеш, Пивара Скопје и многу други. Во оваа епизода те опфатиме многу индустрии, меѓутоа една која што е поприлично специфична е фармацевската и токму затоа ја консултиравме и доктор Маја Камбовска од Рош Македонија. Да зборуваме. Како што најавив, Ана Пепелјуговска добре дојде во Newbiz, така да го се втосаме подкастот заедно, затоа што често сме си ги правеле овие муавети приватно, сме имале што да си кажеме и реда да го споделиме и со поширока публика. Уште еднаш добре дојде. Благодарам, Наташа, на поканата. Ќе ми биде драго да разговараме на некои теми кои што се актуелни и сметам дека ќе бидат интересни за публиката. Разговараме за интелектуалната собственост и сега разбирливо е дека треба да се прашаш добро како функционирала традиционално, што сега толку многу зборуваме дека има предизвици во дигиталната ера, има промени во дигиталната ера, се е сменето. Што е тоа што е традиционално и што е тоа што сега е сменето и на што не идуваме? Значи, интелектуалната собственост датира од многу одамна, меѓутоа првите кодификации се некаде при крајот на 19-тиот век. Традиционално е поделена на две големи групи: авторско право и сродни права и права на индустријска собственост, со одредени специфики за секоја група. Значи, оваа поделба до денес постои, иако во поново време се додаваат и некои други права кои што традиционално не биле дел од групата на права на интелектуална собственост, како што е, например, заштитата од нелојалната конкуренција, понатаму традиционалното право на конкуренција и други дисциплини, трговски тајни и така натака, концепти кои што се развиваат како што се развива и времето. Во рамките на интелектуалната собственост секогаш, значи, имало меѓународни конвенции, имало национални закони, меѓутоа станува збор за еден систем кој што е прилично хармонизиран и кој што следи одреден тек. Со доаѓањето на интернетот и на дигиталните технологии се јавуваат првите предизвици поголеми, позначени во одновото време за интелектуалната собственост и можам да кажам дека тие предизвици беше потребно некои десетина години да се надминати, да се стават во одредена форма. Очекувам дека и сите нови предизвици кои што се дојдени со развојот на интернетот, како например социјалните мрежи, онлайн платформите, вештачката интелигенција, блокчейнот и така натаму, дека и за овие би требало да очекуваме дека треба да помине извесен временски период за да можеме да кажеме дека еве сега постојат одредени кодификации кои што ова нешто го ставаат во одредена правна рамка. И сега, кога зборуваме за интелектуална собственост, не ни е нас лаиците лесно да разграничиме што е право од индустријска собственост, што е трговска марка, што е заштитено име, што е патент. Ај малку да ги разграничиме овие термини за да знаеме точно во која насока ни оди разговор. Да, точно, и многу пати кај нас и во светот се мешаат поимите. Значи, кажав на почетокот две поголеми групи. Правата од индустријска собственост, вообичаено тука влегуваат трговските марки, патентите, индустријскиот дизајн, географските ознаки, ознаките на потекло. Во одредени држави се
штитат и трговски имиња, трговски тајни, ноу-хау и други права. Кај нас се овие кои што на почетокот ги споменав. И другата голема група е авторското право и сродните права, каде што се заштитуваат во основа авторските дела. Нашиот закон содржи одредба во кој што се таксативно наведени авторски дела, меѓутоа тоа не значи дека со развојот на новите технологии не може тука да дојдат и некои други дела кои што не биле претходно предвидени од страна на законодавецот. За разлика од авторското право и сродните права кои што уживаат заштита без да има потреба од нивна регистрација, кај правата од индустријска сопственост не е така, значи вообичаено тие подложат на постапка на регистрација пред националните заводи за заштита на индустријската сопственост. Секоја држава содржи има одредени постапки кои што ги предвидува за тоа како би се добила заштита на било кој од овие права, така и кај нас во Законот за индустријска сопственост е уредена постапката и се предвидени и дефинициите што секој од овие права значи. Накратко, со патент се штити пронајдок, со трговска марка се штити одреден знак, понатаму со индустријски дизајн се штитат одредени форми, а ознаката на потекло и географските ознаки служат за заштита на географски називи. И сега велиш се штитат и одма ми текнува сите можности што ги отвори вештачката интелигенција, сите начини на користење, особено на креативните дела онлайн, начините на кои што уствари се користела туди дела за тренирање на таа вештачка интелигенција, каде тука влегува заштитата? Овие нови технологии се одат во насока на штитење или во насока на прекршување? Па, ако се погледнат споровите кои што се актуелни во последно време, можам да кажам дека одат во насока на повреда, а не во насока на штитење, иако не мислам лично дека целта на развојот на технологиите е како да се овозможи или да се олесни начинот на кој што би се повредувале правата од интелектуална сопственост. Напротив, сметам дека нивната цел е да се овозможи поголема достапност, намалување на трошоците, ефикасност, употреба во одредени позитивни цели, како што на пример еве гледаме во секторот здравство, вештачката интелигенција има голем напредок и овозможува детектирање на одредени процеси кои претходно на луѓето не им биле достапни. Интересно е да се напомена дека во светот постојат обиди за регулирање на вештачката интелигенција и тоа обиди кои што се да речам од една во друга крајност. Например во САД тоа е направено на база на така наречени принципи или имаат пристап на саморегулација. Во Кина постои строга регулатива и тоа се подразбира. Каде има најмногу проблем, таму најбрзо се почнува да се размислува за Да, регулатива. нормално. А од друга страна, Европската Унија од крајот на 2023 и со почетокот на 2024 година го има донесено така наречениот AI Act или Актот за вештачка интелигенција, кој што се обидува да направи еден микс од претерана регулација и саморегулација. Интересно е дека начинот на кој што е формирано овој акт многу наликува на GDPR, значи на прописите од областа на заштитата на личните податоци, од причина што предвидува нивоа на ризици и предвидува санкции соодветно на тоа каков вид на повреди би можеле да настанат, ги врзува со обртот на компаниите. Останува допрва да видиме како овој акт ќе се применува во државите членки од Европската Унија, бидејќи како и секој друг акт кој што се носи на ниво на Европска Унија остава простор да државите се го усогласат своето законодавство. Меѓутоа, акцентот кој што е ставен во овој акт е повеќе од аспект на оние социјални и економски проблеми и општествени феномени кои што можат да бидат загрозени од страна на вештачката интелигенција. Во овој момент не гледам нешто што специфично ја адресира интелектуалната сопственост.
Нешто што ми се наметна вака слушајте, што значи саморегулација? Ги остава да си речат, ова не е добро да го правам или има некое друго значење што не ни е баш нас природно да го дознаем? Па да, како што кажа, кај нас тој концепт е сосема неприроден, меѓутоа еве се чини дека и во Европска унија не е нешто што сметаат дека компаниите сами би го направиле. Американскиот систем функционира на такви принципи каде што е оставено на компаниите да се усогласат со нешто што е на база на принцип, не на база на закон, заради тоа што таму важи и така нареченото прецедентно право, па има достапност до низа на случаи каде што е утврдено што е повреда, што не е повреда, до каде се движи саморегулацијата Јасно, и така натаму. Затоа и системот така направен и функционира на тој Значи, начин. ако има преседан, се повикуваат на преседанот, ова важи истото и за овој случај. Да, и ова е слично на ова ја што го правам, значи може утре да се смета за повреда, треба да се прилагодам кон нешто друго, да се приклонам кон Да нешто се пазам друго. ако не сакам да добијам казна. Да. Нешто што вака од истражување, генерално и од дремење на социјални мрежи, сум видела дека постојат, не само што постојат многу прекршувања, туку постојат и наменски софтвери базирани на вештачка интелигенција кои што ги скенираат мрежите, го скенираат интернет просторот во потрага по повредите, да откријат каде и од кого се прави всушност таквата повреда на интелектуално право. Колку мислиш дека реално функционираат, дека се добри како алатки, а второ колку можат да бидат корисни на сопствениците на интелектуални права во тој процес на спроведување на почитувањето на своето право. Точно така, значи ова е нешто што добива сега, што има голема експанзија, значи на така наречените софтвери кои што се користат за детектирање на повредите, тие работат и на принцип на вештачка интелигенција, но многу повеќе на принцип на блокчейн. И од моето искуство се доста ефикасни и точни. До сега сум имала неколку случаи во праксата каде што такви софтвери се употребени да се детектира неовластена употреба на одредени авторски дела од одредени компании со голема степен на точност. Исто така, тоа е многу често во индустријата на заштита на фотографии, особено оние фотографии кои што се познати или нивните фотографии се објавени во многу познати списанија, како на пример National Geographic, Wired, JQ и така натаму. Значи, дури и самите списанија имаат имплементирано вакви механизми за да може да ги ловат оние кои што прават повреди. И функционираат на тој принцип да едноставно го детектираат преку IP адреси, всушност каде се врши повредата. За овој феномен првпат слушнав пред од десетина години, кога еден клиент каде што сме правни застапници, ги имаше поканато сите своји правни застапници од североисточна Европа и направи презентација на мапата на светот со различни точки. Вика, дали некој од вас знае што се овие точки? Ние сите така гледаме чудно, па некои точки се појавуваат, па се гасат. И вика, ова е секаде каде што се користи нашиот нелиценциран софтвер. Кажи ми, дали светкаше Македонија многу? Многу светкаше. многу светкаше, ама ме изненади тоа што светка и високо развиени западни држави, така што, значи, не можам да кажам дека... Не е само да се неваштијат. Да, така? Дефинитивно. Тоа е повеќе до менталитетот и до луѓето. Например, во Германија, доколку сакаш да изнаемиш стан, по-тешко е да се приклучиш на интернет отколку било што друго да направиш, од причина што јасно ти е укажано дека доколку симнуваш филмови, музика, гледаш содржини кои што повредуваат авторски права, кога ќе стигне казната за сопственикот, ти ќе имаш обврска да му ја надоместиш и да ја платиш. Тој исто така одреден софтвер кој што прави мониторинг, можеби на некое поедноставно ниво од ова што го кажав претходно, но прави мониторинг и гледа доколку се направи повреда на правата од интелектуална сопственост. Не сме ние за во Германија. Морам да ти кажам дека сум љубопитна за ова, затоа што кога вете оди технологијата толку напред, кога вете имаме такви алатки, како ги усвојуваат државите? Регулаторот како го усвојува? Заинтересирани ли се да ги користат
во детектирањето на повредите или позаинтересирани се имателите на правата отколку реално системот во државата кој што треба да го спроведува законот? Па од моите сознанија, државите се заинтересирани, особено во делот на сајбер безбедноста. Такви иницијативи постојат и кај нас, исто така во овој дел на сајбер безбедноста. Докаде и што се имплементирани, колку се во чекор со светските трендови, не би можела да кажам, заради тоа што нема некои податоци кои што ги имаат објавено јавно и податоци кои што компаративно би можеле да ги споредиме. За разлика од нив, носителите на правата се многу инвестирани во оваа работа и еве на пример онлайн платформите, да речеме, имаат своји алгоритми преку кои што може да детектираат кои вендори на нивните платформи нудат фалсификат производи. Имаше една статистика која што кажа дека околу 6 милиони такви вендори од Амазон се симнати и околу 8 милиарди обиди за влистување. Вау. Значи тоа е сериозен алгоритам. Да. Исто така и овие софтвери кои што ги кажавме претходно, значи тие сите служат во насока на обезбедување, во насока на носителите на правата и на обезбедување на нивна ефективна заштита во ситуација кога новите технологии овозможуваат многу полесен начин на повреда на правата од интелектуална сопственост, затоа што ако се сеќаваш порано за да ископираме една касета требаше да имаме 2 касетофони, па 2 касети да се купат и слично, а сега е многу едноставно да се даунлодира некоја песна на нелегален начин и понатаму да се дистрибуира без, што е многу битно, без при тоа да се значително намали квалитетот на делото. Значи тоа е нешто што е всушност уште пофрустрирачки за носителите на правата, дека квалитетот на делото не е до таа мера намален како што беше нели порано со овој архаичен метод на преснимување, како што за разлика од тоа што го имаме како можност денеска. Сакам да се нурнеме во конкретни индустрии кои што се особено рандливи кога станува збор за фалсификувањето, кога станува збор за повредата на правото од интелектуална сопственост, заради тоа што не е исто да, боли и во едниот и во другиот случај, ама не е исто да биде ископирана фотографија, симната песна и да се isфалсификува лек и тој лек да заврши кај некој на кој што му треба и не само што нема да му помогне, туку и да му го наруши здравието. Онака како една генерална слика каде гледаш дека е најспецифично и можеби проблематично тоа што новите технологии го леснуваат повредувањето на правата. Според последните истражувања, трите најдостапни места на фалсификувани производи се платформите за е-трговија, уличните продавачи и социјалните мрежи. Значи, она што го зборуваме дека повредата на правата многу полесно може да се прави со новите технологии, го потврдува и ова истражување. Најчесто се купуваат козметички производи, играчки и под играчки се мисли се она што е наменето за забава. Значи може да бидат и видеоигри, може да бидат и некои интерактивни игри, може да бидат и играчки за деца. И електроника, односно мали електронски апарати. Значи не е компјутери или телевизори, туку мали електронски апарати. Како што кажа на почетокот, употребата на фалсификувани производи токму од овие три групи може да направи сериозна штета на здравието на луѓето. Јапонскиот завод за интелектуална сопственост заедно со нивната царина има лансирано кампања која што укажува на сликовит начин за деца од најмала возраст како изгледа да купиш фен кој што е фалсификуван и што може да ти се случи. Значи, најпрости примери кои што се достапни за децата. Не би сакала да знам што може да се случи ако конзумираш лек кој што е фалсификат или несоодветно чуван, со поминат рок, неодобрен од производителот и така натаму.
Поразително е тоа што генерацијата Z е онаа која што најмногу се занимава со нарачување и купување на фалсификувани производи, што според мене не би требало да биде така, затоа што тие се толку едуцирани за тоа што значи производ кој што не повредува права од интелектуална собственост, а што значи производ кој што е фалсификат, особено што во денешно време на вистина се работи на подигнување на свеста од продажбата на фалсификувани производи. Но, тие одбираат да купат фалсификат затоа што фалсификатот е подостапен и поевтин. И тоа е причината зошто големите брендови почнуваат да прават верзии на своите производи кои што се подостапни за потрошувачите. На таков начин фактички сметаат дека ќе се борат со продажбата на фалсификати. Високо развиените држави имаат воведено и онлайн мониторинг. Исто и поголемите платформи како Amazon, eBay имаат мониторинг за да се спречи таа трговија со фалсификувани производи, меѓутоа тоа постоело и ќе постои понатаму. Наше е да го намалиме, да го минимизираме и да ја подигнеме свеста за тоа што е предмет на финансирање со парите кои што ги даваме за купување на фалсификат производи. Јас мислам дека е општо познато дека продажбата на фалсификувани производи придонесува за финансирање на нелегална трговија со дрога, оружје, луѓе, многу повеќе отколку што тие имаат приходи од самата оваа трговија. Но сепак постојат луѓе кои што не се свесни за тој феномен и одбираат да го игнорираат. Да ти кажам, повеќе мислев дека, барем мој впечаток, дека Gen Z се насочени кон тоа можеби да купат брендиран производ, конкретен физички, меѓутоа секогаш да платат за сабскрипција, за некаква претплата за услуга, дали за Spotify, дали за Netflix, за што год да ја платат сабскрипцијата, меѓутоа ако станува збор за ташна, облека, накид, тогаш да биде окей, ако е фейк. Не знам дали е мој само впечаток, ама некако очигледно така ги... еве една статистика која што ја имам, а е работена во рамките на меѓународната организација за трговски марки, вели дека 38% од испитаниците од генерацијата Z сметаат дека треба да биде забрането купувањето на фалсификат производи, 25% сметаат дека треба да биде дозволено. Значи, тоа воопшто не е мала бројка. И оваа констатација која што ти ја кажа, со поголемо задоволство ќе заштедат со цел да ги потрошат своите средства на поевтин производ, иако тој може да биде фалсификат, а при тоа знаат дека е фалсификат и знаат која е разликата меѓу имање право од интелектуална собственост, негова повреда и класично собственичко право. Значи, ова е разлика која што луѓе кои што се многу повозрасни од генерацијата Z тешко ја прават, но ета тие така одбираат да функционираат. Интересно. Пак те се вратам на оно што сакав да го, кога ја правиме таа дистинкција на индустриите, нешто што особено е загрижувачки кога станува збор за лекови. И мислам дека тоа е една индустрија која што може да има многу бенефит од блокчейнот. На оваа тема се зборевме и со Маја од Рош и би сакала сега да го погледнеме незиниот став по однос на тоа како новите технологии, блокчейнот придонесат за сузбивање на фалсификуваните лекови во нивната индустрија. Заштитата на правата од интелектуална собственост е суштинска за медицинските иновации и е потребна за да се одговори на здравствените предизвици со кои се соочуваме денес. Силните системи за заштита на интелектуална собственост го поддржуваат развојот на нова диагностика и нови лекови за рак, за мултипла склероза, но и за многу други болести, но исто така го стимулираат економскиот раст и иновациите во општеството. Дигиталните технологии се тесно поврзани со иновациите. Накратко, новите технологии овозможуваат нови иновации, а правата од интелектуална собственост ги штитат тие иновации како нови пронајдоци. Генеративната вештачка интелигенција е многу актуелна тема, која се развива со голема брзина,
и во Рош се користи на повеќе начини. Сакам да дадам неколку примери за незина примена. Еден пример е во откривање и развој на нови лекови преку анализа на огромни количини научна литература, податоци од клинички испитувања и молекуларни бази на податоци. Например, научниците на Рош користат вештачка интелигенција за да откријат нови антибиотици, така што ја испитуваат хемиската структура на милиарди потенцијални антибиотици за да утврдат кои од нив имаат потенцијал. Исто така, како една од многуте соработки со други партнери на ова поле, компанијата соработува со Nvidia за оптимизација на нашите собствени развиени модели со цел да се скрати временски процесот на откривање и развој на лекови. Другата примена е во дизајн на клинички испитувања и регрутирање на пациенти преку анализа на електронски здравствени досија и други податоци за пациентите, преку идентификување на соодветни кандидати и предвидување на исходите од испитувањето, со што се подобрува ефикасноста и стапката на успех на клиничкото испитување. И уште еден пример за примена е, да речеме, во анализата на податоци од реалниот свет, односно real world data. Вештачката интелигенција ги анализира податоците од различни извори, вклучително и електронски здравствени досиеа и уреди кои пациентите ги носат, како што се паметни часовници или пак апликации на нивните мобилни телефони, за да се извлечат податоци кои што потоа се користат во клиничката пракса од страна на лекарите и во развојот на нови производи. Рош има усвоено еден документ кој што се вика рамка за етички принципи за вештачка интелигенција, односно AI Ethics Principles Framework, и во овој документ е всушност опишан нашиот пристап кон ова прашање и тој содржи 11 клучни принципи. Земајќи ја етичката употреба како еден клучен принцип, вештачката интелигенција треба да се користи за подобрено здравје и благосостојба, или пак за подобрено разбирање на болестите, или пак за оптимизирање на здравствената заштита. Например, Рош помага да се развие медицински софтвер користејќи вештачка интелигенција со цел брзо и прецизно да се идентификуваат луѓето со зголемен ризик од развој на рак на белите дробови. Приватноста е друг од клучен принцип, еден од тие 11 принципи. Во Рош, покрај тоа што се обезбедува законитост, секогаш кога лични податоци се користат за создавање системи со вештачка интелигенција, ја штитиме приватноста преку употреба на техники за анонимизација, псевдонимизација и шифрирање, како и синтетички збирки на податоци. Ова го намалува ризикот од лична идентификација кога се создаваат модели со вештачка интелигенција. Да, и во Маја има многу муабет на темава, често знаеме ова да си го искоментираме колку малку во јавноста се зборува, а ова се работи кои што реално влијаат и врз економскиот развој, и врз развојот на компаниите, и врз мотивираноста за иновации во крајна линија. Кога зборуваме за иновации, нешто што сега ще кажеме најиновативен, што топ контент направил, овој новинар баш ми се допаѓа на начинот на кој што пишува, меѓутоа таквата креативна индустрија всушност е во голема мера на удар. Како да ја заштитиме таквата оригинална содржина која што реално само да го снимнеш видеото туѓо од TikTok или од Instagram, можеш да си го аплодираш на својот канал, си завршил работа, твое си е, ти можеш да монетизираш, долг е процесот на поплаки. Има ли, гледаш ли некаков начин како тоа може да се среди пак со користење на новите технологии? Интересно е што веќе има почнато случаи поврзани со овие прашања. Актуелен беше на почетокот на годината случајот на новинарите на New York Times против OpenAI и Microsoft, кои ги користеле нивните текстови за моделите на вештачка интелигенција кои што нели работат на база на учење, значи тие ги тренираат моделите. Меѓутоа новинарите имале потенцијални проблеми со тоа што овие модели после го учат стилот на пишување и можат да напишат било каков текст со користејќи го тој стил
и тој текст да биде достапен на некое трето лице кое што кога ќе аплицира, да речеме, било кое место или би сакало да конкурира за некоја книжевна награда, награда од областа на новинарството, може да ја добие на база на некој нивен фактички текст, односно серија на нивни текстови. Постапката е се уште во тек. На тлото на Европската унија исто така има постапки поврзани со создавање на содржини и тоа кој е автор на овие содржини, дали може вештачката интелигенција да биде автор, дали може да биде пронаоѓач и слично. Ставот на Американскиот завод за патенти и на Европскиот е дека вештачката интелигенција не може да биде пронаоѓач и дека не може, понатаму низ судската пракса, дека не може да биде автор на дела, од причина што за да некој биде автор на дело треба да биде, значи тоа треба да има хумана димензија во создавањето на делото. До сега немаше проблем околу тоа, бидејќи знаеме и свесни сме дека компјутерски програми се користени за и во минатото, а терминот вештачка интелигенција од 56-та година, така што значи сигурно е дека во овие низа на години се појавиле и вакви прашања, значи кој е собственик на делото, што е со компјутерските програми кои што создаваат одредени бази на податоци и така натаму. Значи стојалиштето кое што досега беше доминантно е дека компјутерот е всушност алатка за создавање на делото. Како на пример што се четката и боите за создавање на одредена слика. Или компјутерот, односно листот и чат GPT го третираме како алатка за помошник во создавање на делото, а никако не може да кажеме дека он ми го испроducирава, така? Ета така, но судот во Хамбург мора да има но, да. Значи судот во Хамбург во една одлука која што е во прв степен, значи има се уште права на жалба на таа одлука и е интересно да видиме како ќе се развива случајот. Во предмет каде што еден фотограф ја ставил својата фотографија да биде јавно достапна и да биде без надомест. Таа фотографија ја има искористено модел на вештачка интелигенција за научни цели, не за комерцијални цели. Значи тој си создавал, фактички работел на принцип на рударење и си создавал своја база на одредени фотографии. Судот одлучил дека во конкретниот случај вештачката интелигенција не направила повреда на правото на фотографот. Значи не дека таа е автор, но дека не направила повреда. Зашто? Бидејќи доколку фотографот, според законите во Германија, доколку сакал да не го дозволи ваквиот начин на користење на делото, тоа требало да даде за тоа изрична декларација. Така што интересно е да видиме... Не му текнало да даде таква, не ни помислил, сигурно не помислил. Сигурно, но кога ја ставил фотографијата достапна, значи без некаков надомест, било оправдано да се очекува дека некој може да ја земе и да ја искористи. Сега тука судот вели, па што е разликата ако некој ја земе таа фотографија и ја стави во книга, значи повторно не е за комерцијални цели, и во некоја, да речеме, магистарска која што ја пишува, и овде што ја земал моделот на вештачка интелигенција, исто е за некомерцијални цели. Значи, така се оди, на тој начин се прават паралелите. Според мене, одговорот во овие прашања ќе треба да го бараме во традиционалните принципи кои што веќе постојат за правата од интелектуална собственост и кои што принципи беа применувани и кога започна онлайн медиумите, кога започна онлайн платформите за трговија, социјалните мрежи и така натаму, и даваат одговори на голем дел од овие прашања. Па еве и сега, реков, актот во Европска унија е започнува од оваа година, но пресудите, например, има пресуда од 2021 година на Европскиот суд, каде што Лоботан бил странка и имал предмет против алгоритмите на вештачка интелигенција кои што ги користат онлайн платформите за да сугерираат повеќе и повеќе Лоботан чевли, кои што всушност се фалсификати. Заради тоа што Лоботан никогаш не нудел чевли преку други платформи, туку само преку собствените синџири на продавници и преку многу ограничени можности за онлайн трговија со неговите чевли. Овој случај, например, од 2021 година. Така што мислам дека полека ќе треба да ги прилагодуваме класичните правни дисциплини
капацитетни да одговараат на прашањата или проблемите и предизвиците кои што ги создава вештачката интелигенција. Не знам кај има поише предизвици. Дали е во моднава индустрија, дали е во контент индустријава, во платформиве за креирање на содржини. И таму те станува се поинтересно да се следи на кај оди работава. Да се вратиме локално, да се вратиме во Македонија. Работиш, вашиот тим во адвокатското друштво Пепе Љуговски, работите многу на оваа проблематика. Лидери сте во доменот на правото од интелектуална собственост и кога те дојде клиент кај вас, кога те дојде компанија од тој домен, во смисла сакаме да имплементираме AI асистенти кои што те работат заедно со нашите вработени. Сакаме да вклучиме големи модели во процесите на производство на оно што го произведуваме. Како ги советувате? Како да го навигира таа сива зона, затоа што не е се црно и бело, не може точно да им кажете ова топ ти е, терај. Мора нешто да ги советувате за да знаете дека се заштитени и дека не повредуваат туѓи права. Да, значи првото нешто кое што го кажуваме е токму тоа, дека голем дел од тие работи кои што сакаат да ги направат во моментот се регулирани на одреден начин, не се регулирани или на нив можеме да ги примениме класичните правни принципи и да видиме како тоа понатаму ќе се развива, што би значило дека ќе мора да ги прилагодиме и процесите кои што тие ги имаат. Вообичаено при составување на договори за било кој од овие алатки кои што ги кажа, внимаваме да клиентот е заштитен секогаш од аспект на правото од интелектуална собственост и можноста да тој понатаму сам, независно од оној кој што го создал делото за негова потреба, може да го надградува системот, преработува, проширува и така натаму, односно да биде да го држи во чекор со времето, затоа што технологијата оди напред, не оди назад. Но се појавуваат и клиенти кои што имале или имаат потпишано договори кои што немаат вакви одредби, каде што се целосно изложени, не се заштитени и слично. Во последно време, она што ме радува е дека доаѓаат клиенти кои што велат јас имам договор, правен е по европски стандарди, гледам дека на него е применливо, пример, правото на Холандија, на Германија и така натаму, но сакам да знам што ова значи кај нас. И до каде сум јас изложен, што мене ме заштитува овде. Тоа значи дека сме постигнале одреден напредок на нивото на подигнување на свеста и кај националните компании во поглед на заштитата на правата од интелектуална собственост. Но пак ќе кажам, нашата држава има потреба да усвои еден сеопфатен систем кој што ќе однесе заштитата на правата на интелектуална собственост еден чекор понапред. Ние сме биле лидери во регионот во оваа област. За жал сега тоа не е така. Зошто е ова ставено во втор план или не е веќе во фокусот? Навистина е нејасно кога е нешто за кое што секаде во светот се зборува и тоа се зборува активно. Еве на пример неодамна читав дека британската администрација прави ретроспектива на претходната година, која што ја објавува на крајот на секоја година и вели дека дека заштитата на личните податоци, вештачката интелигенција, опасноста од зголемена повреда на правата од интелектуална собственост, особено на авторското право, се фактори кои што сметаат дека се ризик фактори за британската економија и на кои што треба да се работи во 2025 година. Ако британците кои што се многу понапред од нас имаат потреба да го детектираат ова и да речат ние треба да работиме како овие проблеми да ги надминеме, јас сметам дека ние требало до сега да бидеме уште понапред. Ние се уште немаме национална стратегија за интелектуална собственост која што е изработена од пред добри неколку години, не е усвоена, не знаеме зошто. Ние секоја година добиваме извештаи и од State Department-от и од Европската комисија за напредокот во оваа сфера. Секоја година сме некаде тука, меѓутоа никако да отидеме напред. Зошто некој не гледа потреба да се отиде напред? Времето оди напред, не оди назад. Така што сметам дека треба да размислуваме и во таа насока. А за разлика од оваа, да речам,
индиферентност на државата кон политиката за заштита на правата од интелектуална сопственост во рамките на стопанските комори и издруженија, како што е, например, Американската стопанска комора, Германската стопанска комора, овие прашања се ставени на вистина во фокусот. Да, знам дека си председател на таскфорсот на Амчам за IPR и знам дека сериозно работите, ако ништо друго, барем на отворање на разговорите на оваа тема, да се зборува, да биде присутна во јавност, да се потенцира колку е значено за економијата, за општеството, за развојот, па во крајна линија и за креативноста. Точно. Има уште што многу да си муабетиме на темава, меѓутоа јас тука те завршам. Мислам дека имавме интересен разговор кој што треба да отвори многу потенцијални прашања и да ни отвори љубопитноста кон тоа што значи за новите што значи за интелектуалната сопственост и нејзината заштита тоа што новите технологии доаѓаат во таков силен бран. Благодарам, Наташа. Јас навистина уживав во разговорот и се надевам дека ќе имаме одредени придвижувања напред во 2025-та, па ќе можеме да направиме една паралела со ова што сме го зборувале сега и со тоа што следи во наредната година. Ај, нека не изненади 25-та.